Да погледнеме кои настани беа актуелни денес. Советот на општина Охрид ја одржа 58-та седница. Се запали глисер во канал Студенчишта. Педесет и 4 дивоградби регистрирани во Охрид во 2024 година. Хидробиолошкиот институт трета година поред ќе организира акција за чистење на мрежи духови од Охридското езеро. Сертифицирани 10 нови спасители на отворени води во Охрид. За најавените и за останатите настани од денес ќе ви информираме во дневникот кој започнува повременската прогноза. Останете со нас. Трпе Инвест ви донесува метео на ТВМ. Во Охрид денес, по свежото утро, во текот на денот имавме сончево, ветровито и топло време со максимални 30 степени Целзиусови. Во текот на ноќта, понеделник кон вторник, ќе превладува претежно ведро и топло време. Централна и Источна Европа утре ќе се наоѓаат под доминантно влијание на антициклон кој ќе условува сончево, топло и суво време. Пиринејскиот полуостров и јужниот Медитеран ќе бидат под влијание на сув и многу топол воздух од Африка со температури над 40 степени Целзиусови. Во северните делови на Европа и Русија се очекуваат обилни врнежи од дожд. Балканот е под влијание на антициклон кој обезбедува суво и претежно сончево време. Температурите се високи, а јужниот и централниот дел на полуостровот се под удар на нов топлотен бран. Максималните температури ќе се движат во интервал од 31 до 38 степени. Во Македонија во вторник ќе превладува сончево и многу топло време со дополнителен пораст на температурите. Ќе дува засилен североисточен и северозападен ветер кој што ќе достигне брзина до 40 км на час. Утринските температури ќе се движат во интервал од 12 до 22 степени, додека пак максималните дневни температури во Македонија утре ќе достигнат од 27 до 38 степени. УВ индексот ќе има вредност 8. Во Охрид во вторник ќе превладува претежно сончево време со појава на локална облачност. Ќе биде ветровито и топло. Минималната температура од 17 степени, додека пак дневната ќе достигне до 32 степени. Во Охрид во среда и четврток ќе превладува сончево и топло време. Утринската температура од 15, односно 14 степени, додека пак максималната дневна температура ќе достигне до 32, односно до 33 степени. УВ индексот ќе има вредност 9. Во петок, тропски ден, ќе превладува сончево и многу топло време. Минималната температура од 15 степени, додека пак максималната дневна ќе достигне до 35 степени. УВ индексот ќе има вредност 10. Доживеете врвен квалитет на живење во современиот Порта Скопје Бајадора. Стамбено-деловен комплекс, символ на луксус, удобност и сигурност.
Во АМ магазинот се складираат голем број производи, кои преку синхронизирана работа на вработените успешно и навремено се дистрибуираат со сопствени возила. Кујната Анабела е веќе добро позната по неодоливиот вкус на домашни готвени јадења, како и кетеринг услуги за секакви настани. Секое утро нека ви започне со вкусните пецива од пекара Тамаро. Тамаро левот стана препознатлив бренд кај потрошувачите. Зеленото пазарче изобилува со разновидни свежи зеленчуци и овошје. За вас, потрошувачите. Месарата Тамаро го има стандардот за најсвежо месо и месни производи. А во рибарницата секогаш може да најдете свежа риба и морски плодови. Располагаме со посебен дел за здрава, органска храна и голем избор на суплементи. Зад успехот на компанијата стои менаџерскиот тим на Тамаро Холдинг, кој со постојани обуки гради тимски успех на целата компанија. Го создадовме најголемиот хипермаркет според вашите потреби, бидејќи Тамаро маркетите се повеќе од маркет. Благодарение на вас, верните и лојални потрошувачи. Добар ден. Прво издание на Дневникот на ТВМ. Денес советниците ја одржаа 58-та седница, на која на дневниот ред превладуваат точки од образованието и урбанизмот. Советниците без многу дискусии ги усвоија точките за годишните планови за вработување во сите основни училишта и јавното предпријатие Градски пазар, како и точките за вклопување на бесправно изградените објекти на територијата на општина Охрид. На денешната 58 седница на Совет беа усвоени одлуки за давање согласност на годишниот план за вработување во основните училишта во Охрид. Станува збор за вработување на помошен и технички персонал. Советникот од СДСМ Бојан Михајловски побара информација дали со предвидените вработувања се задоволуваат потребите на училиштата. Советникот од ВМРО пак Панчо Костовски кажа дека сите училишта имаат упатено барање до МОН за да добијат согласност за вработување на потребен персонал, меѓу кои логопеди, но дека се уште немаат одговор. Со новите дополнителни ќе се задоволи потребите на училиштата во однос на оние потреби кои што ги има секој училиште поединечно, а во однос на барањата кои што кажа советникот Костовски, тие сега се поднесуваат, после донесувањето на годишниот план и се доставуваат до Министерството за образование и Министерството за финансии за давање на согласности. Се бараат дефектолози, оно што е согласно потребите на секој училиште поединечно. Така да во следниот период би требало да ги добиваме тие согласности за дополнителни нови вработувања во однос на потребите на училиштата. Помина и предлог одлуката за давање согласност за измени на годишниот план за вработување за 2025 година на јавното предпријатие Градски пазар. Како да донесеме измени на план за вработување со зголемување на работни места, а не само пополнување на испразнети во јавно предпријатие со најлош финансиски резултат, праша советникот од СДСМ Бојан Михајловски. Дали ова предпријатие може со внатрешна реорганизација, како што беше прекажано од оваа седница, од оваа говорница овдека, да направи прераспределба на работните позиции интерно, за да нема потреба од нови работни места, и дали како предпријатие со најголеми субвенции во последниот период од општина Охрид, дали и овие работни места ќе бидат исплатени платите преку субвенциите од општината. Потребата од измена на годишниот план за вработување е поради носење на нова систематизација и функционална анализа на работни места, поради што биле изменети називите на некои работни места, кажа директорот на Градски пазар. Да напоменам дека во моментов имаме 4 вработени што се на определено време преку агенција
Значи нема да има дополнително оптеретување со ова измена. Значи само ќе му го мениме статусот, се надевам, од определено на неопределено работно време. Исто ќе напоменам дека имаме 2 пензионирања. Значи бројката во градски пазар од кога дојдов до сега се движи 36, 37, 38. Советниците на денешната седница донесоа и одлука за определување работно време на вршителите на занаечиски дејности, ги изгласа и сите точки од урбанистичката сфера, од кои 11 легализации на бесправно изградени објекти. Според податоците на Државниот завод за статистика, во Охрид во 2024 година биле регистрирани 54 бесправно изградени објекти. Од нив, според видот на објектот, 13 се објекти за домување исклучиво со станбена намена, потоа 11 гаражи, 9 огради, 7 настрешници, 5 доградби, надградби и слични адаптации и помошни објекти, 2 деловни објекти и по една тераса и времен објект. Во Струга лани имало 45 бесправно изградени објекти, а во Дебарца и Вевчани не е регистриран ниту еден бесправно изграден објект, објави Државниот завод за статистика. Пред пладнево се запали глисер закотвен во каналот Студенчишта. Причините треба да ги утврди истрагата. Во пожарот нема повредени лица, а причината е поголема материјална штета. Денеска во 10 часот и 30 минути во полициската станица за граничен надзор Охридско езеро пријавено е дека напловен објект глисер кој бил во водите на Охридското езеро кај каналот Студенчишта марка Аква Вива, собственост на лицето НС 47 години од Охрид, настанал пожар. Повредени лица нема, а предизвикана е материјална штета на глисерот како и на други 2 глисери кои биле закотвени во негова близина. Врз запалениот пловен објект веднаш интервенирале припадниците на езерската полиција, на сообраќајната полиција, како и припадници на армискиот центар за обука на вода, кои од глисерот го отстраниле лицето КП 24 годишен од Охрид и со соодветна опрема за гасење отпочнале со гасење на пожарот. Набрзо им се придружиле и пожарникарите од територијалната противпожарна единица од Охрид, со што е спречено на тамошно ширење на пожарот. По насоки на јавен обвинител, на местото извршен е увид во присуство на полициски службеници, представници од Охридската капетанија на пристаништа. Глисерот е одземен за понатамошни вештачења. Охридско езеро полно со рибарски мрежи кои имаат штетни последици врз екосистемот. Најчесто ги фрлаат рибократците, а во нив страдаат риби, ракови и птици. Хидробиолошкиот завод трета година поред ги реализира акција за вадење на мрежните духови. Охридското езеро преполно со рибарски мрежи кои имаат далекосежни негативни последици врз екосистемот, изгубени, намерно фрлени од страна на рибократците или однесени поради невреме. Во мрежите духови се заплеткува се што ќе помине од риби, краби, ракови, птици и отпад. Пред само неколку денови во Струшко беа пронајдени одземени 4 висечки рибарски мрежи во должина од 100 метри со 300 парчиња белвица. Хидробиолошкиот завод и годинава ќе реализира акција за вадење на мрежите. Ќе бидат покриени од Трпејца, заклучно до Метропол и делот кај Далјан од Канео натаму, а со активностите со Хелписи, токму заради тоа што немавме доволно финансиски средства за се да покриеме, ќе бидат покриени Калишта Радошта. Така да оваа година се надеваме дека ќе овозможиме успешноста на вештачкиот мрез да биде уште поголема со отстранување на овие мрежи духови. Експертите велат рибарските мрежи под вода ги нарушуваат тодиштата на пастрмката. Потребна е поголема едукација на локалната заедница, но и акција од албанска страна. Со апел дека сите активности кои се случуваат на Охридското езеро треба трансгранично да бидат покриени, со тоа што и колегите од албанска страна треба да се активираат, а ние стоиме на располагање. Акцијата за чистење на мрежите духови ќе се спроведе трета година поред на Охридското езеро, а за прв пат и на Преспанското. 10 нови спасители на отворени води се стекнаа со сертификат на обуката која ја реализираше Црвен крст Охрид преку Центарот за безбедност на вода. Црвен крст Охрид преку Центарот за безбедност на вода успешно ја реализираше обуката за спасители на отворени води, на која учествуваа и се сертифицираа 10 нови спасители.
Програмата опфати теоретски и практични модули од областа на спасување и извлекување на активни и пасивни давеници од отворени води, употреба на специјализирана и прирачна спасувачка опрема, превентивни мерки за зголемување на безбедноста во и покрај вода и укажување основна и напредна прва помош во итни ситуации. Со успешно завршување на обуката, новите спасители се подготвени да действуваат ефикасно и одговорно, придонесувајќи за зачувување на животот и зголемување на безбедноста на капалиштата, потенцираат од Црвен крст Охрид. Откриени случаи на злоупотреба на водата за пиење во Струга и Струшко. Во текот на последните неколку дена, од теренски контроли на работните групи на јавното предпријатие Водовод и канализација Струга, во соработка со местните заедници, општински инспектори и Министерството за внатрешни работи полициска станица Струга, откриени се случаи на злоупотреба на водата во Струга, село Биџево, Ташмаруништа, село Ложани и други. Од предпријатието велат дека акцијата ќе продолжи и во наредните денови и писмено ќе бидат предупредени корисниците за кои ќе се утврди дека злоупотребуваат вода за пиење, додека во случај на повторување на истото дело ќе бидат превземени законски мерки согласно Законот за водоснабдување со казни до 3000 евра и исклучување од водоводната мрежа. Засилени контроли на СВР Охрид во патниот сообраќај. Во текот на вчерашниот ден, 29 јуни, од 11 до 17 часот, на подрачјето на СВР Охрид преземени се засилени контроли во патниот сообраќај. При тоа полициските службеници извршиле контрола на 87 моторни возила, во Охрид затекнале 55 возачи кои управувале со брзина поголема од дозволената, 22 надвор од населено место и 17 во населено место. Против овие возачи поднесени се соодветни платни налози. Од СВР Охрид апелираат до возачите на моторни возила крајно внимателно да ги управуваат своите возила, да ги почитуваат сообраќајните знаци и другата вертикална и хоризонтална сигнализација. Пешаците, велосипедистите и мотоциклистите, како учесници во сообраќајот, да бидат совесни и одговорни. Пешаците да ги користат обележаните пешачки премини за премин на коловозите, а велосипедистите и мотоциклистите да користат заштитни кациги и друга неопходна опрема. Секое спротивно однесување, како изборување на мобилен телефон при управување со возилата, ќе биде санкционирано согласно одредбите од Законот за безбедност во сообраќајот на патиштата, потенцираат од СВР Охрид. Од ноќеска на полноќ намалување на цените на сите горива, како резултат на движењата на берзанските котаци и курсот на денарот во однос на доларот изминатата седница. Малопродажната цена на бензините се намалува за 2 денари. Односно Евро Супер од БС95 ќе се продава по цена од 75,5 денари за литар, а Евро Супер од БС98 по цена од 77,5 денари за литар. Дизелот се намалува за 1 денар и ќе изнесува 69,5 денари. За 2,5 денари се намалува цената на екстра лесното масло за домаќинство и ќе изнесува 69,5 денари за литар. Намалување има и на цената на мазутот, така што килограм мазут од ноќеска на полноќ ќе чини 39,6 денари, соопшти регулаторната комисија за енергетика на Македонија. Почитувани гледачи, ова е се во првото издање на Дневникот на ТВМ. Ви благодарам што не следите. Пријатно.